Каква репрезентација е Украина и што не очекува в четврток попладне на Националната арена во Букуреш? Украинскиот стил на фудбал не ни лежи премногу, но ако се навратиме на последните меѓусебни дуели, секогаш биле тврди и украинците не успевале целосно да не надиграат. Сепак, новиот стил кој што го негува селекторот Шевченко и неговиот помошник Мауро Тасоти многу повеќе е насочен кон големите отколку кон малите репрезентации. Затоа ремито против Казахстан во квалификациите за светското првенство, оно из Казахстан кој што ние го декласиравме во Скопје пред неполни 2 недели, е сериозна опомена за украинците дека имаат проблеми против овој тип на репрезентации. Профилот на украински фудбалер во последните 20 години драстично се смени, но едно остана исто. Динамо Киев и Шахтер Донец се двата клуба кои што го даваат сидрото на репрезентацијата. А овој пат костурот го прават фудбалери кои што пред 2 години станаа младински светски прваци. Добро чувте. Ние в четврток играме против половина од селекцијата која што го освои светот и тоа на големо изненадување на јавноста. Голем дел од тие фудбалери се релативно непознати. Европската јавност најмногу го знае Зинченко од Манчестер Сити, кој што игра овој пат во средниот ред, и Јермоленко, кој што по заобиколен пат преку Борусија Дортмунд и Весјем се профилираше како еден од најдобрите украински фудбалери во последните 20 години. Но внимавајте на Зубков, кој што игра по левата страна, на Сидорчук, кој што има полна слобода на движење, и на Јеремчук, кој што игра како класичен напаѓач, меѓутоа има карактеристики и на втор напаѓач. По системот 4-2-3-1 украинците веројатно ќе се спротивстават со подобра офанзива отколку дефанзива на надпреварот в четврток. Додадена вредност на оваа репрезентација треба да биде бразилецот Марлос, кој што игра во Шахтер Донецк. Неговите карактеристики се како на футсал играч. Се работи за технички неверојатно подготвено момче, меѓутоа кое нема изразити тркачки квалитети. Тоа може да биде наш хендикеп, но и наша предност. Кои се ахиловите пети на селекцијата на Шевченко? Тоа дефинитивно е одбраната. Го немаат повеќе Пјатов на голот, имаат нешто помлад и постабилен голман, меѓутоа индивидуално гледано одбраната нема фудбалери на висината на задачата. Но системот кој што го негува Шевченко, проиталијански, заедно со неговиот помошник Мауро Тасоти, потврдува дека тие ќе играат колективна одбрана и дека средниот ред драстично ќе им помага на дефанзивците. Која е нашата шанса? Ако играме отворен тип на надпревар, тогаш ќе се излажеме. Во 9 од 10 такви случаи Украина би не победила. Очекувам нешто помал интензитет и темпо, како што веројатно украинците не играа против Холандија. Чести сецкања на ритамот и префрлање на тежиштето од нашата на противичката половина. Само така имаме своји опции. Ако надпреварот биде игра на мал број на голови, Македонија може да ја изненади Украина.